За подобро Тетово, за враќање на достоинството на граѓаните, за подобар живот на младите, за враќање на културните вредности онаму каде што и се создавале. Сојузот за иднина и на митингот со жителите од центарот на Тетово ги повтори своите размислувања за тоа во каков град сакаат да живеат. Ветувам дека 19 ноември оваа година ќе го одбележиме денот на ослободување на Тетово пред пистите на народните херои, кои ние од советничката листа на Сојузот за иднината лично ќе ги вратиме во центарот на Тетово. Поради нивниот пазар со ДУИ, рушија и маргинализираа се што е од областа на културата на македонците во овој град. Нема повеќе ниту театар, ниту ликовни ателиеа, ниту хорови, ниту филмови, ниту споменици. Ја затворија медицинска пластика во 2007 година. Оставија 600-700 луѓе без работа на улица. Го затворија Шик Јелак без причина, затоа што Шумско-индустријскиот комбинат најголемиот долг и обврски ги има према фондот за здравство, пензискиот фонд и управата за јавни приходи. Го затворија, замислите, и ЕМО, единствениот погон на ЕМО кој во Македонија работеше рентабилно. 2008 година заедничка власт и на локално и на централно ниво беа ДУИ и ВМРО ДПМН. На сите можете слободно да им пренесете дека они ги тргнаа спомениците. Со еден збор ништо не кажа. Кандидатот за градоначалник и носителот на советничката листа од Сојузот за иднината во Тетово ги повикаа тетовци во недела масовно да излезат и да го дадат својот глас за опцијата која ќе ги реализира нивните предлози и желби. Градот под шара, градот низ кој тече реката Пена, кој за жал некои тврдат дека градот е поделен на левата и на десната страна. Велам за жал, бидејќи тоа нема да се случи, се додека постои Сојузот за иднината за подобра Македонија. Секој од нас има право да одлучи во каква Македонија сака да живее. Ние од Сојузот за иднината одлучивме да живееме во држава која може и заслужува да биде слободна, демократска и просперитетна држава. Држава во која младите школувани кадри ќе си го најдат своето место за обстојување. Држава во која ќе има место за сите, без разлика на својата етничка или верска припадност. Ние сакаме младите излезот од оваа криза да го вараат тука, а не далеку од своите огништа. Овој град се ми пружил мене, целата моја кариера е во Тетово и имам обврска на овие години, заедно со сите овие млади луѓе кои што 12 дена работаат со мене до касните ноќни часови да изградиме едно подобро утро за Тетово. Тетово кое што ќе се врати својот сјај, Тетово тоа го заслужува, а и вие, драги мои сограѓани, го заслужувате тоа. Сојузот за иднина вечерва ги заокружува средбите со граѓаните со митинзи кои ги организираат во Сараќино и Фалише.